Изминативе години работевме напорно да ја постигнеме целта која што ја поставите. Работевме на транспарентност и отчетност. Работевме да видиме општина за сите граѓани и вистински сервис на граѓаните. Но пред се, нашите заложби се да создадеме подобар квалитет на животот на нашите сограѓани. Продолжуваме да го стимулираме и да наградуваме трудот на нашите ученици, доделувајќи награди и стипендии. Оваа година до крајот на август исплатени се околу 438.000 денари за оваа намена. Како подршка на младите родители исплативме 127.000 денари за новоденчиња во општината, а не ги затвараме очите ни пред семејствата кои што живеат во социјален ризик. За лекување, за други намени, за радиви категории од општинскиот буџет се исплатени 541.000 денари. Во тек е исплатата и на еднократниот надоместок за родителските правачиња, за што се одвоени од 350.000 денари. Посебно сакам да истакнам дека подпишавме колективен договор со вработените во општинската администрација, со што вработените за прв пат добиваат колективен договор на ниво на работодател, односно подпишан од началник на општина и синдикалната организација на општина Делчево. Со овој колективен договор се унапредуваат правата, врските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените при општина Делчево. Исто така се прецизира усогласување на платите со порастот на минималната плата, редовна исплата на регресот за годишен одмор, исплата на јубилејни награди, како и други права од работен однос на вработените во општината. Наш фокус останува и понатаму почетното и транспарентно работење и 4 години поред општина Делчево е во семејството институција оценети со многу добра транспарентност. Годинава општина Делчево се наоѓа на високото 6-то место од сите 98 институции во државата по исполнување на врските закони на транспарентност во 2023 година. Ова го покажува и индексот на активна транспарентност од Центарот за граѓански комуникации во редовното годишно рангирање на институциите. А активната транспарентност на општина Делчево изнесува 97,1%, може и 100%. Легализацијата на бесправно изградените објекти согласно законските решенија од 2011, 2016 и 2018 година во општина Делчево е во завршна фаза. Од скупно поднесени 3769 барања за легализација остануваат уште 463 предмети кои се со некоја некомплетна документација се чека на собствениците да ги достават потребните документи, а завршени се 3303 предмети. Почитувани, развојот на една општина е директно зависен од инвестициите во капитални инфраструктурни проекти, бидејќи само со средена инфраструктура може да се создадат услови за развој на стопанството и да се големи вредноста на имотот. Ново изградените улици во централното градско подрачје околу современиот градски пазар донесува нови инвестиции. За прв пат по неколку децении во Делчево се градат нови деловни објекти и објекти за домување. Бележиме значајна приватна инвестиција во дом за грижа и нега на стари лица во селото Ротивище. Продолжуваме по овој терен да создаваме услови за развој на нашиот град. Во оваа прилика е одделан дел од реализираните проекти. По примерот на големите градови, Делчево доби современ градски пазар, која надополнува сликата за урбана средина. Гради нов имидж на градот, поведува нови стандарди, кои ќе донесат развој на локалниот бизнис и ќе овозможи Делчево да има приматот во пограничниот регион на меѓугранична размена на стоки и услуги. Ова е објект кој ќе остане да сведочи за генерации и генерации граѓани и уште еден доказ дека кога се работи посветено, одговорно и домаќински, нема што не може да се направи за своите граѓани. Исто така го уредивме и просторот околу пазарот со 3500 метри квадратни паркинг простор и изградивме улицата 6 со цел кружно сообраќајно поврзување. Вредноста за паркинг просторот од улицата е околу 5 милиони денари, а средствата се обезбедени од сопствениот буџет. Со овие градежни зафати комплетно се решава инфраструктурата и сообраќајната комуникација на новиот градски пазар. Претходно на оваа локација се изгради улиците 3 и 4, кои што го поврзуваат пазарот со пешачкиот мост и детската градинка, и овозможуваат сообраќаен пристап со потребните такси и автобуски стојалишта. Ветивме и остваривме техничка документација за водоснабдување на Гола. Преку Центарот на Источно-планскиот регион со финансиска подршка од 1,3 милиони денари и со собствено учество на општина Делчево ќе го изработуваме основниот проект за водоснабдување на туристичкиот локалитет Гола, кој треба да
предвидува искористување и реконструкција на постоечките картажи, опремување на постоечките пумпни станици со комплетна автоматика, доградба и реконструкција на постоечките резервари, реконструкција на постоечките градници по води и изградба на оградени заштитни зони за резерварите, зафатите и картажите. Разводната мрежа ќе се проектира како гранка систем со соодветни приклучоци, противпожарни хидранти, воздушни вентили, испусни вентили и други обекти потребни за нормално функционирање на мрежата. Купната должина на водоводната мрежа со главниот цевковод е приближно околу 6 км. Обезбедихме нови 1,9 милиони швајцарски франци за реализација на проектот подобрување на водоснабдувањето на Делчево. Секој Швајцарија зголеми буџетот за нови 1,5 милиони швајцарски франци, со кој што ќе се финансира изградбата на новиот резервоар за вода Чука, што ќе обезбеди одржливост на водоснабдувањето во Делчево и неговата околина, како и дополнителна поддршка за корпоративниот развој и за јакнување на управувањето на јавното комунално предпријатие. Допълнително финансирање за проектот обезбедуваат и партнерите на проектот од страна на нашата држава. Министерството за животна средина и просторно планирање обезбедува 335.000 швајцарски франци, кои што се користат за поврзување на селото Вирче со пречистителната станица за вода за пиење. Општина Делчево, заедно со јавното комунално предпријатие Брегалница, обезбедува локален придонес од 55.000 швајцарски франци за покривање на трошоците за изработка на техничка документација, финансирање работи за приклучоци на домаќинствата во селата Габрово, Зегор и Вирче и покривање на трошоците за продолжениот корпоративен развој на јавното комунално предпријатие. Со новото проширување на буџетот, проектот подобрување на водоснабдувањето на Делчево носи инвестиција од над 9 милиони швајцарски франци и ова е најголема инвестиција во историјата на Делчево. До крајот на година треба да завршат работите за изградба на новиот водовод во село Звегор и село Габрово, како дел од втората фаза на реализација на проектот. До крајот на годината треба да заврши изградбата на пречистителната станица за вода за пиење, лоцирана е село Работивиште. Работите за изградба на фотоволтаична централа, која ќе покрива поголем дел од трошоците за работа на станицата, се завршени. Имаме нова инвестиција од 573.000 евра преку Министерството за животна средина и подобрување на водната инфраструктура во Делчево. Со овие средства реализираме два капитални проекти. Градиме атмосферска и фекална канализација во населбата Пролет, со што трајно се решава проблемот со атмосферските и отпадните води во населбата и се создаваат услови за понатамошни инвестиции до изградба на патната инфраструктура во една од убавите населби во Делчево. Вториот приоритет е изградба на речното корито во должина од 100 метри низводно до мостот во улица Индустријска и реконструкција на каналот за наводнување. Со овајте се заштити земјиштето од ерозија, ќе се превенираат поплави, но и ќе се уреди речното корито, што ќе придонесе за нов лик на градот и комплетна урбана слика на овој дел од Делчево, каде и новиот градски пазар и новиот пешачки мост на река Брегалница. По скоро 4 децении од изградбата на спомен домот Тасном, за прв пат вршиме комплетна санација, реконструкција и адаптација на овој култен објект за културата во Делчево. Во моментот се работи на поставување звучна изолација, изградба на санитарни чворови, а согласно со проектот ќе се постави нова електрична инсталација, ново осветлување, замена на натрешна столарија, замена на подот на сцената, изградба на помошни простори до сцената со намена за гардероби и машински парк. Но салата ја правиме достапна за сите граѓани како што не беше досега. Изградиме пристапна рамка за лицата со посебни потреби, со што за прв пат ќе се овозможи соодветен пристап на овие лица во салата. Претходно со средства од општина Делчево извршивме санација на кровот на спомен домот Тасном. Објектот кој што беше оставен на старот на времето, ќе го врати сејот на култното место на културата во градот. Посветено работиме за создавање современа патна инфраструктура во општина Делчево. Одговараме на барањата на сите жители на општината, решаваме проблеми кои со децении беа заборавени. Во оваа прилика ја издвојувам реконструкцијата на локалниот пат за село Стамен. Овој локален пат за прв пат од неговата изградба добива комплетна реконструкција по целата должина од 1,3 км. Средствата во висина од 5,1 милион денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Ја решаваме критичната инфраструктура и за најоддалеченото село во општина Делчево, село Разов. Започнаа градежните работи за реконструкција на 10 км од локалниот пат за село Разов. Овој пат за прв пат се реконструира
од неговата изградба повеќе од 40 години. Вредноста на проектот е 50 милиони денари. Средства преку програмата на јавното предпријатие за државни патишта, а градежните работи ги извршува јавното предпријатие за одржување на регионални и магистрални патишта. Овие проекти се наш одговор на барањата и приоритетите на жителите. Продолжуваме со подобрување на патната инфраструктура во населбата Трети район. Наскоро овде започна реконструкција на улицата Ост со вкупна должина од 600 метри. На оваа улица претходно се реконструираше и критичната кривина на улицата која денес е со проширен коловоз, тротоари, потполни зидови и изградена полицейска канализација, исто и соодветно сообраќајно обележување. Претходно на оваа улица изградивме комплетно нов воден систем. За прв пат откако е изградена ја реконструиравме и улицата Ванчо Прите, која е особена улица во населбата Втори район, должина од 223 метри, која е една од најфреквентните улици во таа населба. Реконструкцијата опфати целосно вадење на старата асфалтна површина, изграден нов асфалт, изградба на тротоари по должината на улицата. Вредноста на работите е 2,7 милиони денари, средства обезбедени преку Министерството за транспорт и врски програмата за имплементација на стратегијата и декадата на ромите, од кои 1 милион и 200 хиляди денари се од буџетот на општина Делчево. Претходно исто на оваа улица изградивме комплетно нов водовод. Во Делчево е реконструирана 80% од водоводната мрежа и старите азбестни водоводни цевки се веќе минати. Реконструкцијата на водоводната мрежа, инсталацијата на полиетиленски цевки се одвиваше во неколку населби преку 3 различни проекти, при што е извршена замена со вкупна должина од 6,2 км, а вкупната инвестиција е 25 милиони денари. Изградба на водоводна мрежа се одвиваше во делот на селбата Милково Брдо, делот на селбата Ново Делчево и изградба на нов потисен цевковод во населба Трети район и зона обиколен цевковод на делот улица Лачковица. Извршивме рехабилитација на земјоделски патишта во должина 3,1 км и вредност на проектите од 3 милиони денари. Рехабилитирани се патишта во местноста Средни Вашчи, Долни Вашчи, земјоделскиот пат во село Вирче. Рехабилитацијата на земјоделските патишта значи полешен пристап до земјоделските површини или до нивните индивидуални земјоделски стопанства. Посетуваме